Придонеси во спортот, културата, образованието, новинарството, музиката, ова се само дел од областите за кои голем број лица беа наградени по повод 3 март, денот на општина Тетово. Градоначалничката Теута Арифи во своето експозе ги потенцираше активностите кои општината ги превзела изминатата година. Експозето беше само на албански јазик за македонските медиуми. Арифи даде посебна изјава. Како и секоја година традиционално, значи го одбележавме денот на општина Тетово. Имавме или ја искористивме можноста да направиме еден пресек на сработеното за година дена. Нормално во рамките на тоа што ние го сметаме како успешно работење, напредувањето во однос на прашањето на водоводот, на инфраструктурата, имајќи го предвид фактот дека повеќе патишта ги започнавме, некои ги довршивме, и исто така, значи, започнувањето со работа на предпријатието за паркинзи, која апсолутно има влијание, значи, во редот на сообраќајот во градот. Ја користивме исто така можноста на сите граѓани, и не само граѓани, туку пријатели на Тетово, кои ни се најдоа во тие тешки денови, кога имавме поплави, значи да внимаваме на нив, да им укажеме внимание, и секако дека за нас е многу битно со истите интензивни динамики да продолжиме, значи, и ова идна година. Еден од најмладите добитници на признание е каратистот Лука Бојовски. Имам 11 години и многу ми е мило што сум добитник на оваа награда. Најмногу би се заблагодарила на моето семејство што ме поддржуваше во ова, и на мојот тренер Јован Чевановски. Соодветно признание следуваше и за традиционалниот детски фестивал Јаболчиња, кој се одржува веќе 21 година. Благодарност до општина Тетово за доделенава благодарница пофалба што е за постоењето на Јаболчиња кој веќе после 21 година. Значењето е огромно, затоа што прва награда за Јаболчиња од неговото постоење. Во секој случај никогаш не е касно да се забаја, ама да не се забрае по тетоси, што би се рекло. Во секој случај ова пофалба е до сите учесници кои што учествувале на овој фестивал, како што реков, 21 година, за сите соработници, за сите помагатели на фестивалот кои што еве полкав период помогна за да обстане ова фестивалче кој што е во рангот на најдобрите во Македонија. Се трудиме да се поработиме уште многу години понатаму. Почестени со признанија беа институциите кои придонеле со својата работа за време на поплавите во август минатата година, како територијалната противпожарна единица од Тетово и Центарот за јавно здравје. Ова признание денеска што го добивме за денот на општината Тетово представува за нас една голема чест и можем да речем уште една мотивација да видиме што поодговорни, што безбедни нашите граѓани, тетовчани и другите 5 рурални општини што ги обслужуваме, за да бидат што позаштитени од наша страна, ми од разни непогоди, пожари, земјотреси и такви работи. Центарот за јавно здравје Тетово признанието по повод 3 март го доби за успешно справување со кризата за време на поплавата. Секако дека ни годи ова признание и тоа ни е еден поттик дека работиме во исправна насока и дека сме постојано во служба за зачувување и унапредување на здравјето на севкупното население за градот Тетово. Милена Вучковска е годинешниот добитник на признанието за придонес во новинарството. Како што вели таа, оваа награда е само мотив за продолжување на понатамошната напорна работа. Наградава е поттик и мотив да продолжиме да работиме, да пишуваме, да критикуваме, тоа е наша работа, нели, со надеж дека критиката ќе вроди со плод, односно ќе успееме,
ќе се потрудиме да го решиме проблемот за кој што пишуваме. Наградава не е само лично моја, делам со мојот снимател, затоа што телевизискиот прилог, нели, за да биде комплетен е благодарение и на новинарот и на снимателот. Благодарност и до моите колеги за поддршката, соработката, до телевизија Менада или сегашно утра, каде што почнав да го печам новинарскиот занает и секако благодарност до општина Тетово. Наставници и професори ја добија наградата за достигнување во образованието. Даниела Апостоловска од Основното училиште Братство Миѓени вели дека изминатата година била преполна со активности и реализирани проекти. Оваа награда пред се би ја посветила на моите генерации ученици и нивните родители кои што цело време активно ме поддржуваа во реализација на моите идеи, како во редовната настава, така и надвор од неа. Исто така оваа награда би ја посветила и на моето семејство кое што секогаш имаше доблест и разбирање да нели за моите работни активности за сметка на домашните активности. А и оно што највеќе ми е битно во животот е тоа што ми посветувам и на моите родители кои што ме воспитаа и ме научија дека само со работа, со неуморна работа, со труд се постигнува многу. Традиционално секоја година на овој ден општината со пригодна свеченост се подсетува на сработеното, а на представниците од различни области од регионов им доделува признанија за нивните придонеси.